Имаме печаток дека во изминатава година некако младите како да не беа доволно застапени и нивните политики и препораки, надежи затоа што се состави некако на пандемијата, имавме избори и младите некако беа понастрана, некако нивните политики беа како запоставени. Така што денеска ние темата на ова денешна панел дискусија се младите, односно перспективите на младите. Кога зборуваме за млади, која е таа категорија млади? Затоа што ако ги погледнеме младите како категорија во рамките на Европската унија или не знам во некои пошироки светски размери, тука станува збор за група која што е стриктно определена до 29 или 30 години и тука е многу појасен текот на настаните во животот. Значи, по завршувањето на образованието имаме осамостојување, наоѓање на првото работно место и некако е посреден животот, споредено со младите кај нас, кои што многу подолго остануваат да живеат во своите семејства, односно многу подоцна пак се осамостојуваат и дополнително многу подоцна доаѓа и првото вработување, што е нели директно врзано со нивното осамостојување. И сега имајќи го ова на ум, лесно е да се заклучи дека и во нормална година кога не би имало криза и нормални години кога немаме криза, кај нас младите се соочуваат со низа на предизвици за кои што им треба поддршка, кои што како општество треба да ја дадеме повеќе во таа насока. И сега ако гледаме конкретно во оваа година, дефинитивно кризата ги извади на површина и многу повеќе стави акцент на сите недостатоци во рамките на животот на младите, кои што и во други години постојат, како што веќе спомнав. Па така, например, квалитетот на образование, сега во неколку наврати гледавме колку е кревок, колку треба да се поддржува образовниот систем, какви се промени треба да следат и колку е тешко прилагодување, особено на национално ниво кога станува збор за образованието. Понатака, младинската невработеност, која што сега го се привлекува и е доста висока, ние не располагаме постојано со нови податоци за тоа колкава е младинската невработеност, но и веќе чисто колку за илустрација истражувања пред некое време велат дека 1/4 од луѓето кои што се невработени се млади и дополнително многу е повисок прагот односно многу поголем процентот на млади кои што бараат работа споредено со сите други возрастни категории. И во нормални околности студентите се во лоша положба. Лоша положба однос на нефункционално Министерство за образование, нефункционален универзитет, слаби факултети, лоша администрација. Генерално ситуацијата е лоша. Секоја на тоа ќе ставите и најголемата светска криза запамтена барем за нашите генерации. Ситуацијата нормално се влошува. Проблеми со кои се соочија студентите, и хронолошки ќе почнеме од почетокот на годината. Февруари за прв пат се формираше студентското представничко тело, легитимното студентско представничко тело и како такво ние на многу друг начин го замислувавме мандатот. Веќе во март почна корона кризата, се затвори универзитетите, почна карантини и се отиде надоле. Така што прв проблем со кој се соочија е, како што кажа Стефани, високото образование во Македонија, барем УКИМ, нешто не е дигитализиран, туку е као некој средновековен универзитет. Така функционира. И сега, вие кога почна таа криза, одеднаш универзитетов кој каскал во поглед на дигитализацијата, треба префрли целата работа онлайн, изненадувачки наставата на генерално задоволително ниво и брзо започна да се реализира. Ние како студентско собрание, нели, веднаш баравме да се донесат правилници за задолжителна настава. Имаме остатоци некои од претходни времења од одредени професори кои одбиваат да се прилагодат, меѓутоа според нашите податоци 80-90% од студентите уште во март, април ја следа наставата онлайн. Така што универзитетот добро се справи со првиот бран, импровизирајќи, меѓутоа добро се справи. Мислам дека не доволно често се вклучени младите во медиумите. Општо нашето општество, па и медиумите се малку затруени само со политика и се време само тоа, а младите може да се опфатат само од некои одредени организации како МОФ или некои други кои што занимаваат. Единствено кога има некоја промена на некој закон за млади или нешто, само тогаш се опфатени младите, а не многу често не се среќаваме со теми кои што ги засегаат. А мислам дека, како што спомнавме,
Не само за време на корона, значи младите имали претходно многу проблеми како и целото општество, а мислам дека најголем проблем за младите се финансиите. Значи ако сакаат они да имаат добро образование, здравство или право на животна средина, мораш да имаш доволно финансии. А на младите тоа не многу им се дозволува, бидејќи, како што спомна и Стефан, имаме голема стапка на невработеност на млади, немаат премногу опции за работа и така. Во однос на образованието, кој што го имаат младите, особено можам да зборувам за моите студии, дека бев студент на правниот факултет по новинарство, не само за време на пандемија и претходно имале премногу проблеми во однос на немање на доволна пракса за новинарите, учење на тотално непотребни можеби предмети новинарите. Така да мислам дека целиот тој концепт на тоа образование треба да се промени можеби, да се даде малку поголемо значење на оние други студенти на што се на правен факултет, не се само правници или на политички студии, да имаат доволно пракса и потоа да имаат можност да се вработуваат, да може да влезат во некои, не знам, медиумски куќи поголеми, да им се даде можност да се изразуваат и подоцна да се вработат. Исто и за тоа многу е мала заинтересираноста на тие новинари, на тие уредници за млади новинари. Мислам дека тука е многу важно да се потенцира менталното здравје на младите, што гледам дека се случува до некаде. Мислам дека треба многу поголем акцент да се даде на тоа, затоа што во седењето дома затворен во еден вид на бабл, кој што е предизвикан од кризата, ствара една многу специфична ментална состојба кај луѓето. Јас го знам ова затоа што од многу одамна работам во домашни услови и знам како е кога имаш некаков дедлайн или стрес, како е да си сам. Тоа е многу важно, ние го имаме адресирано во нашата фирма и во други фирми што имам колеги што не зборувале. Многу работиме на тимворк, на да се поддржуваме едни со други, цело време имаме разговори, дали на Slack, на Zoom, неважно. Значи мора да имаш константна комуникација со колегите, да не се осеќаш изолиран. Тоа е многу важно. Приметив и на неколку емисии и на вести што имам видено, дека неколку од луѓето, децата, особено во средно, имаат многу стрес заради оценки, заради домашни. Мислам дека ова порано беше многу полесно кога си во клас со 30 твои ученици, многу е полесно да ги совидиш и да го разделиш стресот на групата измеѓу другите ученици и не се осеќаш сам. Сега нивото на стрес кај младите е многу високо, барем јас така го доживувам. Секако дека има ученици што нема да се замараат, тоа секде го има, но мислам дека тие навистина што учат, нивото на стрес им е многу поголемо од нормално. Нема таа заедништво на класот да ги поддржи. Мислам дека на тоа многу треба да се работи, инаку гледаме на голема криза во иднина на ментално здравје, проблеми на младите со ментално здравје, што секако е една од, според мене, е многу, тука некаде со короната, важно да се мисли на тоа, затоа што ќе влијае на иднината на цела генерација. Гледање кон иднината. Односно, би почнале со тоа дека годинава е донесен, почетокот на годината е донесен закон за младинско учество и младински политики. Колку тој закон се имплементира и дали воопшто почна младите да гледаат некаков бенефит од тој закон? Од аспект на имплементација, на спроведување, не можеме да зборуваме се уште, од причина што дел од роковите за имплементација на законот се оставени подолги, се со цел да се остави простор за прилагодување, приспособување и започнување на институциите да го имплементираат законот, не за да ги поддржат младите. И од друга страна, дел од роковите кои што веќе измина, влијаеше на нив кризата. Значи, ние во дел од роковите во овој закон се оставија и се продолжија поради тоа што едноставно не можеше во тој период, односно
тој период е всушност и овој период, затоа што сме се уште во истата криза, меѓутоа, ако на почетокот на годината или во првата половина од годината имаше предвидено да се отвори првиот регистар на младенски организации и организации за млади, тоа значително се одложи и дури сега во вторава половина на декември се отвори овој регистар. И сега зошто почнувам токму од регистарот? Затоа што на еден начин регистарот е подобната точка од која што понатака пак ќе се формираат и национално представничко тело за млади и понатака и ќе се застапуваат младите преку истото. Сега, тоа што во моментов се случува е внесување на организациите во овој регистар. Не можам да кажам до кога ќе трае, затоа што и од Агенцијата за млади и спорт се уште немаме видена официјална информација до кога ќе биде отворени, ќе се прибираат овие податоци, затоа што штом се направи пресекот од внесените организации во овој регистар, понатака ќе се помине на вториот чекор, односно формирање на национално представничко тело за млади. 13 март се затвори универзитетите со целиот процес. Сега повторно го реактивираме и средствата за Еразмус се зголемени во следниот период, со следните 7 години, така што со завршувањето на кризата очекувам и да се рестартира и да се напреди тој процес. Да, размени. Тоа значи за еден млад студент, Па, за еден млад човек да има можност да замине на студии во Европа или да... Еразмус, студентската размена, особено не за џабе, е една од најуспешните приказни на Европската Унија, бидејќи имаме наистина значајно мешање на идентитети и култури и така и се надоградуваме. И ние самите, и тие околу нас, и ја репрезентираме нашата култура држава во странство, меѓутоа и се запознаваме со други култури и идентитети што не овозможуваат и нас да јакнеме внатрешно. Така што од исклучително значење е студентската размена за студентот во државата, но и за државата во целост. Не толку од аспект дека во однос на наука и образование, бидејќи не е примарниот фокус на студентската размена наука и образование, туку мешање на култури. А нас дефинитивно ни е потребно тоа мешање на култури, примање на некои европски вредности, но исто така многу е важно и нашите студенти да репрезентираат нашата држава во Европа. Така што ќе работиме се надам со завршувањето на кризата во однос на унапредување на оваа програма. Прво во Скопје ќе се формира ЕСН, а понатаму European Student Network, а потоа ќе се прошири за национално ниво. Има некој процес од 2-3 години кој трае, меѓутоа е отпочнат и се надам дека конечно, мислам, срамота е од цела Европа само во Македонија да нема оваа европска студентска мрежа, така што во однос на соработка и со националната агенција во таа насока ги гледаме работите. Имавме прилика да обучиме на некој начин неколку млади луѓе од низ цела Македонија за медиумската писменост, како да ги препознаваат лажните вести, дезинформации, да знаат што е вест, што не е вест. И многу во изминатите 3, 4, 5 години добивме многу приказни простор, односно им дадовме простор на некој начин на младите да го искажат својот став за одреден проблем. А во однос на медиумската писменост, мислам дека се уште не се доволно запознаени ни младите. Медиумската писменост треба да влезе во образовниот процес, ама мислам дека не се доволно запознаени ни што значи медиумска писменост, ни младите, затоа и се премногу не се отпорни на дезинформации кои што ги гледаат на интернет или на некои одредени медиуми на кои што се појавуваат. Кои се предизвиците, перспективите на младите за следната година? Еве слушнавме со кои проблеми се соочија младите во 2020, но кои се очекувањата, предизвиците, перспективите на младите во 2021? Дефинитивно ќе гледаме гледаме многу надеж во Законот за млади, па ќе гледаме и што ќе се оствари во тој дел. И квалитетот на образование, мислам генерално, јас доаѓам и од организација која што работи на образование и овие политики не се многу значајни и битни. Така што мислам дека некако овие топ 3 фокус
точки би ги издвоила. Со тоа што и да се направи подобрување во било која од овие нешта, ќе бидеме на понапред од она во кое што сме застанале тука со кризата. И не смееме да забораваме дека кризата не само што не ги унапредуваше младите во текот на оваа година, туку многу процеси уназаде. И сега останува да видиме колку најмногу ќе може да извлечеме и да, што ќе биде приоритет за поддршка. Во однос на студентите конкретно, мислам дека голем предизвик ќе биде законот за младински стандард, со кој се уредува стипендирањето, домувањето, а сега здравието на студентите, култура и забава и така натаму. Според законската дефиниција, ако во моменталното законско решение закон за студентски стандард има само стипендии и домови, така што нашата цел е во однос на законот за младински стандард да работиме, не знам дали ќе биде донесен 2021 година, меѓутоа дефинитивно мора да биде поставена целата основа, да се реформира начинот на стипендирање на студентите, бидејќи моментално ние немаме систем на стипендии, туку имаме нешто што наликува на систем, кој без цел се стипендира, не се знае што сакаме постигне, така што реформирање систем на стипендии. Дефинитивно треба да се работи на студентските домови. Ние бараме евалуација на целата моментална структура на студентските домови и креирање на еден план акциски како ќе се реновираат со конкретни датуми, а не само со пределби ќе направиме ова, ќе направиме тоа. Реформирање во однос на законот за младински стандард, ние бараме еден сосема нов елемент и претходно беше споменато за менталното здравје на младите, така што во тој закон за младински стандард ќе бараме да бидат воспоставени бесплатни служби за психолошко советување на младите во рамки на универзитетите, како посебни единици во рамки на универзитетот кои ќе бидат достапни за тие студенти. Така што ете тоа решение кое треба да ги регулира понатаму законот за субвенциониран оброк, кој апсолутно мора да започне се спроведува од септември 2021, каде што секој студент ќе има по 120 денари дневно за исхрана. Така што има повеќе во однос на младинскиот стандард, мислам дека полесно ќе действуваме, зашто притисокот кој треба да вршиме конкретно кон институциите, кон власта, и мислам дека можеме да издействуваме полесно решение. Од друга страна, во однос на квалитетот на образованието, да го заборавам. Моменталниот универзитет не гледам како ќе се развива во однос на квалитетот. Не гледам простор моменталниот универзитет УКИМ да напредува значајно во однос на квалитетот. За жал, година денес сум во студентското представничко тело, ги гледам работите од внатре и не гледам како ќе се поправи. Треба да се дадат повеќе можности за младите, да се создадат повеќе услови за образование, за работа, за финансии, за животна средина, исто така кој што е многу важна, за здравието, но не знам колку се можни тие промени. Се уште малку сум скептична. Треба да се работи премногу, целото општество треба да се, не знам, од корен да почне да се менува, за да може да се создадат некакви услови за сите, особено за младите, бидејќи имаме, околу 70% од младите сакаат да се иселат од државата и мора да се најде некаков начин со кој би ги задржале, иако ова е проблем со кој се соочуваме долго време и често се зборува за тоа како може да се задржат тука младите, но да почнеме од тоа дека младите немаат основни услови за нешто, немаат, не знам, за култура, немаат простор за култура, прво и основно, а не па за нешто повеќе, не знам. Така да треба да се вклучат повеќе во креирањето на политики, бидејќи ако сакаме или ако сакаат да останат тука и да можат да просперираат. Мислам дека би требало младите повеќе да излезат од една апатична состојба во која што се наоѓаат. Тука не ги ставам, генерализирам сите млади, но би сакал да кажам дека поголем дел од младите се апатични кон креирањето на политиките, не следат политика, што е во ред. Ја не сум некој следач, ама
секогаш излегувам да гласам и сметам дека начинот на кој што можеш да смениш работи се со гласање, со активности, да се вклучиш во организации како МОВ, да се вклучиш во студентското тело. Сега нормално не сум во студентскиот дел веќе 10 години, но кога бев активен и пробував да сменам работи, значи секогаш мора да работиш и да го смениш местото каде што си, затоа што ако ти е поентата да се преселиш некаде, таму истото се случува. Мора да внимаваш, таму луѓето живеат на некој одреден начин затоа што внимаваат на што се случува во општеството. Кај нас младите, пак не сакам да генерализирам, ама голем дел од младите сакаат све да им е супер, ама они ништо да не прават и сите други да им ги завршат работите за нив, работа да им се најде за нив, да не се мачат многу, значи онака, лабаво да се мачат. Значи нема ништо лабаво, мора да си активен во општеството ако сакаш да го промениш општеството. Мислам дека има доста будење тука во Македонија со младите. Разбирам зашто сакаат да се одселат. Јас сум еден од нив, ама мора да работиме додека сме тука, додека секогаш да се подобрат работите таму каде што сме. Ако не за нас, барем за следните генерации по нас.